вака, ние сме производители на традиционално мариовско биено сирење, но од кравио млеко. Зошто го кажувам кравио млеко? Затоа што кога ме прашуваат, јас кажувам дека сум четвртата генерација која ја памтиме, која ја работи оваа работа, но претходниве мои генерации тоа го правиле од овшко млеко. Се занимаваме веќе некои си 23-4 години. Од 2001 година почнавме со млечно гојадарство, а со интензивно производство на кравио сирење некои 2 години подоцна, односно 2003 година. Значи имаме годишно производство меѓу 3 до 3,5 тона. Живееме во Витолиште и тамо се наоѓа нашето одгледувалиште. Најголем дел од купувачите ни се традиционални затоа што сирењето е како бренд потекнато точно од Мариово. Најголем дел во висок процент се традиционални купувачи кои што секоја година ги снабдуваме. Дел пуштаме во Охрид, имаме договор склучено со продавач таму. Значи најголем во Прилеп и Прилепско, нешто оди во Кавадарци, нешто во Велесе, еве годинава почнав и во Скопје нешто. Така да продажбата, фала му на Господ, оди релативно добро. Моментално сме зарезервирани негде до средината на идниот месец. Се што може да преработиме ни е претходно продадено. Можеби треба да се размислува за зголемување на сточниот фонд, затоа што ние моментално имаме околу 35 грла на крави, односно 20 и нешто мозни, другото се приплодни јунички, јунци и така натаму. Со Slow Food јас имам малку подолга соработка со неколку прекини од оправдани причини, затоа што ние сме со поголеми обврски. Мислам дека 2014 имав еден настан во Битола, когаш од така Собир беше на дел од традиционалните производители на сирења од сурови млека. После тоа имаше некои прекини. Ланска година на денешниот настан бев избран како единствен представник на биеното сирење да го представуваме во Италија, во градот Бра, и бев како член на делегацијата од Македонија таму. Значи имавте едно добро позитивно искуство да нашето сирење застани во илјадници сирење од целиот свет, и што ми е посебно драго да го препознаат италијанците. Значи правиме за нација која што е број 1 со храна, да речеме толку концентрирани, да го препознаат како сирење. Да проценат дека тоа што ние го правиме е традиционално, значи традиционално и сите вкусови, боја и се останато ги добиваме по природен пат. Па дури имав и понуда за да се склучи договор за да се продава целокупното мое производство на италијанскиот пазар, меѓутоа моментално со нашите услови немаме можност во Европска унија да продаваме производи од млеко, односно сирења. Меѓутоа искуството е добро. Па нешто друго што ме бендиса до нас беа со штандот представници на Соединетите Американски држави, и во еден разговор со професор кој ја представуваше нивната делегација, му кажав дека јас сум четвртата генерација што го правам ова сирење, значи мојот татко, моите дедовци, и дека можеби е традиција некои 200 години што памтиме, а претходно, пошто не е запишено, не памтиме дали некој го правил, сигурно го правил. И тој со воодушевување ми завидуваше и ми кажа дека ние во Америка ги копираме вашите европски сирења, затоа што ние немаме сирења. И ме замоли, вика, да го чуваш овој производ и да го предаш на идните генерации.